Добро вечер во централното издание на вестите за почеток настани на денот. Мицкоски од Свечената академија за 11 октомври. Потребен ни е рестарт на системот. Македонија е за Европската унија, но без билатерални условувања. И да речат доста е, нема повеќе вето и препреки поради билатералните прашања. Да ја зајакнеме државата, да најдеме национален консензус за Европската унија, да се избориме со најголемите предизвици, порача Филипче. Корупцијата, тоа е партизацијата и сиромаштијата. По скандалозното видео, Кузмановски разрешен. В понеделник ќе се знае кој ќе биде новиот директор на неврологија. Во игра се тројца кандидати. Случајот ќе го разгледува и лекарската комора. Газдата на Марковски компани од Куќан оди на 30-дневен притвор, прифатена жалбата на обвинителството. Ситуацијата на Балканот станува потенцијално нестабилна. Бомбардирањето на Србија беше грешка, вели екс-амбасадорот на САД Вилијам Монтгомери. Македонија го чествува 11 октомври почетокот на антифашистичката борба. На Свечената академија во Прилеп се обрати премиерот Мицкоски. Оттаму порача дека Македонија од Европскиот совет очекува јасни гаранции за македонскиот идентитет и децидно не за ветото и билатералните услови. Јана Јосифовска ги има деталите. Поробени, но никогаш покорени се зборовите со кои почнува манифестот на македонските партизани. Во таа реченица се препознава одлучноста да се успее и кога многу поголеми се против вас и дека секоја битка може да се победи или да се загуби, но никогаш да не се откажете, порача премиерот Христијан Мицкоски во својот говор на Свечената академија во Прилеп по повод денот на народното востание 11 октомври. Според Мицкоски, потребна е длабока мобилизација и диалог на сите структури во општеството, не само на политичките елити, за да се направи рестарт на системот. Академската средина според него е поделена, а ману потурнувана на страна. Наместо за проценти на искористеност на нивните знаења, се водат чудни полемики за проценти на застапеност. Кажа Мицкоски, посочувајќи дека иако има многу работи за кои не биле прашани, академската фела автоцензурирачки и задоцнето реагирала. И кога ќе речам диалог, најмалку мислам на она што најпрво ви доаѓа на ум. Покана за лидерска средба со опозицијата, што завршува во сала за состаноци, заедничка фотографија, милион прашања, а малку одговори и изјави во кои се тркаме кој ќе биде помудриот. Туку овој пат говорам за суштински диалог, за сите општествени фактори, важни за државата, академската средина, професорите, академиците, науката, младите, искусните и оние со енергија за движење напред. Подготвен сум да го поведам тој процес и да се обединиме околу платформа. Мицкоски во својот говор се осврна и на евроинтеграциите, со порака да за членство во ЕУ, не за билатерални услови. Ги кажа неговите црвени линии и јавно побара гаранции од Европскиот совет и сите земји членки за заштита на македонскиот идентитет, јазик и култура, а Бугарија да покаже европски вредности и да направи отстапки, да ги спроведе пресудите од Страсбур за македонците таму. Да испратиме јасна политичка порака. Да, за членство во Европската унија. Свесни сме дека тој пат за нас не беше фер и нема да биде фер. Но не за билатерални услови и да за гаранции од страна на Европскиот совет да испратат еден заклучок уште на следниот совет, Европски совет, во кој што јасно ќе кажат дека никој од нив нема проблем со посебниот македонски идентитет, дека никој од нив од тие 27 земји членки нема проблем со македонскиот јазик и да речат доста е, нема повеќе вето и препреки поради билатералните прашања. Премиерот од Прилеп упати критики за работата на судството и обвинителството, со порака дека потребна е правда и одговорност, без политички влијанија и недопирливи.
По повод 11 октомври, председателот на СДСМ Венко Филипче имаше средба со представници на Сојузот на борците. Заеднички заклучивме дека денешната мирновременска борба нема да е целосно завршена без да ја зајакнеме државата, порача Филипче по средбата. Го честитам големиот македонски празник 11 октомври, денот на народното востание на македонскиот народ. На денот кога сме покажале дека сме застанале на вистинската страна на историјата, заеднички заклучивме дека оваа мирновременска наша борба не е завршена, дека аманетот на предците не е целосно исполнет до крај, дека треба уште многу да работиме напорно, да ја зајакнеме оваа држава, да го завршиме евроинтегративниот пат, за да Македонија биде убаво место за живење во кој што младите ќе гледаат иднината. Да го најдеме начинот да постигнеме национален консензус и да се бориме против најголемите непријатели на денешнината, а тоа е корупцијата, тоа е партизацијата и сиромаштијата. А во собранието беа доделени државните награди 11 октомври за највисокото признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и јавниот интерес. Наградата за животно дело во областа на културата и уметноста им е доделена на актирката Теута Едини Јегени, професорката Летка Димовска-Полизова и продуцентот Иво Јанковски, а во науката и образованието на професор доктор Константин Димитров и академик Глигор Јовановски. Од името на добитниците се обрати професорот Константин Димитров, кој истакна дека признанието е инспирација за сите идни генерации. Возбудата е огромна, затоа што наградата е голема. Не само како признание, туку како символ на историјска борба и жртва. Голема е затоа што е нераскинливо поврзана со најсветлите настани од нашата историја. Народно-ослободителната борба против фашистичкиот окупатор, создавањето на Републиката со Асном и независноста прогласена на 8 септември. Без овие темели денешната награда не би постоела, ниту би имала толкова тежина. Тројца кандидати се во игра за испразнетото директорско место на неврологија, откако вчера министерот Алиу го разреши докторот Игор Кузмановски по скандалот со објавеното видео на кое тој меша бела прашкаста материја. Новиот директор ќе се знае в понеделник, велат од Министерството за Канал 5. Деталите ги има Сандра Спасовска. Понеделник ќе се знае кој ќе го замени сега разрешениот директор на клиниката за неврологија Игор Кузмановски, откако вчера на социјалните мрежи се појави скандалозното видео. Министерот за здравство Азир Алиу експресно го разреши, а денеска според информации од здравство се водат разговори со тројца потенцијални кандидати и името на новиот директор Алиу вели ќе биде познато в понеделник. Кузмановски преку социјалните мрежи се извини и изрази каење за, како што напиша, постапката која си имала случајно далеку пред неговото превземање на менаџирањето на клиниката. Тоа е постапка со која не се гордеам и сметам дека е момент на моја слабост која не смее да биде пример. Се повлекувам од функцијата директор на клиниката, задоволен со многуте резултати кои заедно ги постигнавме со мојот тим за краток период. Се извинувам на сите кои ги разочарав и ќе продолжам да работам како доктор, она што највеќе го знам. Сакам и живеам да спасувам животи, помагам и работам за доброто на заедницата. Од ВМРО ДПМН ја поддржаа одлуката за неговото разрешување и ги повикаа институциите да постапат согласно закон. Од партијата посочуваат, извршувањето на јавна функција носи конкретни обврски и одговорности, а законите велат важат подеднакво за сите. Од опозицијската СДСМ пак побараа кривична одговорност и темелна истрага на целокупната работа на Кузмановски. По наркоскандалот на директорот на клиниката за неврологија, кој е снимен како конзумира дрога, не е доволно повлекување и негово разрешување, велат од СДСМ. Сметам дека треба да реагира лекарската комора во однос на тоа да се направи проценка дали
и колку време наназад се случувало тоа, односно дали во една таква состојба доктор воопшто може да лекува пациенти. Така да тоа е многу сериозно прашање. Можеби во прашање биле доведени животи на некои негови пациенти, доколку бил во некоја таква состојба, сега да не периодицираме, но оваа работа заслужува сериозна анализа. Од Лекарската комора за Канал 5 велат го следат случајот и сите расположливи информации поврзани со него ќе бидат разгледани од страна на органите и телата на комората, кои ќе постапат согласно надлежностите. Од комората подсетуваат и дека докторската професија има специфична димензија која налага високо етичко и морално однесување. Лекарот е обврзан во професионалниот и приватниот живот да ги негува и да ги покажува личните квалитети, соодветни на местото и достоинството на лекарската професија во општеството, велат од Лекарската комора. Во Окочани попладнево почна уште еден марш за ангелите. Родителите на трагично загинатите и повредени во пожарот во дискотеката Пулс на мирниот протестен марш ги повторија нивните барања за неселективност и одговорност на сите инволвирани во трагедијата. Протестот почна по вообичајната рута од паркот на Револуцијата кон зградата на полицијата и судот во Окочани. Секој ден без правда е нова рана за нас. Баравме и повторно бараме итна и конкретна акција од надлежните институции. Да се зголеми капацитетот на судскиот состав со дополнителни судии и судски соработници за да не се одоговлекува процесот. Од недела 12.10. започнуваме мирни јавни собери и блокади пред кружниот тек кај мостот спрема Спорт Реалити. Дали од комуникацијата на синот на газдата на Пулс намерно од свиркачите не биле споменати екс-функционери околу незаконското функционирање на Кочанската дискотека? Прозваните препознаваат политизација и демантираат дека имале каква и да е врска со обвинувањата. Деталите ги има Игор Манасиевски. Во извештајот за телефонската комуникација на синот на газдата на дискотеката на смртта Пулс од Кочани, Михаел Јованов, обелоденети неодамна од свиркачи, а објавени во истражувањето на ИРЛ, освен комуникацијата со УЈП, Државниот панзарен инспекторат и полицијата, според најновите информации кои ги објавува Плюс Инфо, било изоставено дека во тие комуникации не биле спомнати звучни имиња на екс-функционери. Како што пишува Плюс Инфо, во една од комуникациите од 17 февруари 2022 година, синот на газдата на дискотеката се јавува кај известна Бојана, за да информира дека Оливер Спасовски, тогашен министер за внатрешни работи, се јавувал во штипската полиција за да ургира за проблемите кои на дискотеката им ги правеле од Кочанската полиција и да побара да не им се прават толку контроли. Спасовски негира, тој за Канал 5 вели: ги демантирам наводите и ги отфрлам како целосна невистина. Никогаш не се случило да се јавам за да нема контрола, а фактот што контроли имало на секаде е најголема потврда за тоа. Овие манипулации се очајнички обид на ВМРО од ДПМН за последна злоупотреба на трагедијата во Кочани за политички цели пред изборите, откако јавноста дозна дека токму функционери на ВМРО ДПМН од сите ешалони биле инволвирани во случајот. Во понатамошната комуникација од 28 јуни 2023, која се обелоденува, се спомнуваат и тогашната директорка на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска, во контекст дека откако му било јавено на синот на газдата дека директор на УЈП сакал да пломбира дискотеката, синот на газдата одговорил дека тој стигнал и до Лукаревска за да го реши проблемот. За ова Лукаревска за Канал 5 вели: Со лицата кои се споменуваат, ниту ги познавам, ниту сум имала било каква комуникација. Согласно законските надлежности, постапувано е непристрасно, објективно и навремено, зашто доказ се изречените глоби и забраната за вршење на дејност, како и останатите процедури, согласно даночните прописи. Инаку од јавното обвинителство веќе се имаат изјаснето дека оваа телефонска комуникација ја имаат во целост и дека е дел од доказниот материјал по која се постапува и се вршат проверки. Но во сегашното обвинение, кое е за тешки дела против општата сигурност, не е вклучена како доказ, туку се вршат проверки во контекст на евентуални коруптивни и други кривични дела на поединци.
Од куќен, газдата на Марковски компани оди во ефективен притвор. Кривичниот совет на Основниот суд во Битола го преиначил решението на судијата на претходна постапка по жалбата на обвинителството заради ризиците од бегство и на собственикот Борче Марковски му определи мерка притвор во трајање од 30 дена. Со претходната судска одлука се предвидуваше двајца од 8 на осомничени за истрагата во врска со злоупотреби со јавните набавки во РЕК Битола во 2023 година да одат во куќен притвор. Кривичниот совет го преиначи решението на судијата на претходна постапка и спрема едно лице. Место мерката куќен притвор определи мерка притвор во трајање од 30 дена поради постоење на основите предвидени во член 165 став 1 точка 1 од Законот за кривичната постапка за продолжено кривично дело злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство од член 275в став 3 во врска со став 1 и во врска со член 45 од Кривичниот законник, информираа од судот. По објавен текст од Политико дека Британија била се поблиску до договор за отворање центар за враќање на мигранти во една земја од Западен Балкан. Опозицијскиот лидер Филипче денеска го повика министерот Муцунски најдоцна до утре да ја информира јавноста дали со Британија се разговара за лоцирање на мигранти во земјава. Муцунски експресно одговори дека нема никаков договор со Обединетото кралство за прифаќање на мигранти. Такво нешто не постои, ниту како иницијатива, ниту како политичка намера. Шпекулациите се неосновани. Со Обединетото кралство имаме стратешко партнерство заснувано на заемна доверба, политичка, економска и безбедносна соработка, а не на шпекулации и сензационализам, вели Муцунски. Кандидатите за градоначалници на Скопје ја продолжија кампањата. За нивните денешни проекти известува Маја Стојановска. Културата, урбанизмот, јавниот превоз и комуналната хигиена се дел од темите кои кандидатите за градоначалник на Скопје ги ставија во фокус на денешната кампања. Презентирајќи програмата Скопје град на слоеви, град на култура, Ѓоргиевски најави ревитализација на културно-историските символи на главниот град. Неговиот план е реотварање на античкиот локалитет скупи за посетители, обновување на старата чаршија и калето, а аквадуктот да биде претворен во современ културен парк. Тој вети и поголема поддршка за културните институции и скопските фестивали. Сите овие чекори се дел од визијата Скопје да биде град на идеите, уметноста и луѓето. Град со културна сила што ќе биде пример за целиот наш регион. Затоа културата е инвестиција во иднината, а иднината на Скопје ја гледам како град што создава, инспирира и обединува. Шукова најави воведување на брз автобуски превоз до 2028 година, кој би предвидувал 21 нова постојка и 30 нови еколошки автобуси, кои би превезувале 65.000 патници дневно. Според неа, реализацијата на проектот, доколку ја добие довербата од граѓаните, би започнала веднаш, а тие ќе добијат модерен автобуски превоз, кој значително ќе го намали загадувањето. И вие ќе добиете две линии кои што имаат брз и ефикасен транспорт, кои што ќе народно кажано ќе го ранат сите останати делови на Скопје. Секако мора со нови еколошки автобуси, бидејќи овие кои што ги имаме се девастирани. Заради тоа имаме во програмата и набавка на нови еколошки автобуси. Кандидатот на независни заедно Горан Марковски, презентирајќи програмата Визијата за Скопје, денеска во присуство на експерти од областа на архитектурата, урбанизмот и планирањето од Холандија, порача дека неговите очекувања се дека ваквите средби и практиките од Европа можат да помогнат во обновата на Скопје на полето на екологијата, урбанизмот и дигитализацијата. Имавме исклучителна можност да присуствуваме на предавање на двајца еминентни просторни планери. За нас беше исклучителна можност да ги чуеме холандските искуства и да го и заеднички да заклучиме дека без добро и квалитетно и долгорочно планирање не можеме да имаме ниту квалитетен град.
Кандидатот за градоначалник од коалицијата Искуство за успех Александар Трајановски преку соопштение денеска вели дека доколку победи, тој ќе се залага и за формирање на комунална полиција под ингеренции на градот Скопје. Комуналната полиција според Трајановски би имала превентивна улога околу горливиот проблем со создавањето на диви депонии и несовесното постапување со ѓубрето во главниот град. Кандидатот за Чаир од Националната алијанса за интеграција Буер Османи денеска најави мобилна болница и здравствени тимови за подобра превенција на здравјето на граѓаните на Чаир. Османи е уверен дека ќе има предвремени парламентарни избори на пролет. Дека ќе има предвремени парламентарни избори, тоа веќе е јасно. Не само заради тоа што го кажува премиерот, туку врз основа на сите разговори и договори кои што се на политичката сцена. Бидејќи ова статус кво веќе не е одржливо. Всушност и не е статус кво. Тука е уназадување во сите стратешки правци на државата. И затоа веќе врз основа на тоа што е разговарано. Информациите кои што ги имаме е дека веќе има општ консензус дека мора да има предвремени избори. Во продолжение следуваат пораките на дел од останатите кандидати за локалните избори, чиј прв круг е на 19 октомври. Во следниот мандат, освен што ќе го разрешим, ќе го завршиме овој дел од булевардот ВС-Бато кон Порој, ќе изградиме и нов правец на истиот булевард кој ќе се поврзе со обиколницата кај село Требош. Покрај тоа, ќе реализираме 4 мегапроекти со продолжување на другите булеварди. Времето на улици со дупки заврши. Тетово нема да се врати во таа мрачна етапа. Тетово продолжува напред кон развој со уште повеќе работа, уште подобро. Работата на Советот мора да е јавна. Мора да се знае точно што правиме внатре, дали навистина ги застапуваме интересите на граѓаните и она кое што сме ветиле во овие изборни трки, каде што се слушаат многу ветувања, но мора да се видат дали вистински тие дела ќе се применат во наредните 4 години. Оваа платформа Мој град се користи не само од страна на граѓаните, туку и од страна на медиуми и од страна дури на градската администрација, чие што очигледно имаме подобра архива направено и дигитална архива од тоа кое што они го имаат внатре, што нам не радува. Имаме неколку капитални проекти, што е ништо невозможно. Првиот ни е ревизија на урбанистичките планови, која што е неопходна заради тоа што не знаеме што се има случено во последните 10 години во однос на урбанизмот. Понатаму еколошки ефикасните пристапи во менеджментот на сите јавни институции и јавни претпријатија и секако долго најавуваната дестилерија, која што еве неколку мандати ни ја ветуваат, а никако да добиеме. Создаваме систем во кој одговорноста не само што се вреднува, туку се наградува. Паралелно, воведуваме нов модел на селекција на отпад, засилена редарска служба и видео надзор на критични локации. И најважно, ја градиме свеста кај децата. Секое дете во центар ќе има задолжителни екочасови за отпад, рециклирање и љубов кон природата. Зелениот буџет не е само проект. Тоа е визија за чист воздух, нови навики и иднина без отпад. Со оваа информација ги завршуваме вестите во 18 часот. Бидете со нас и во вечерните. До тогаш пријатно.